Силвија Стојановска, добро вечер. Добро вечер. И Срđan Јаначиевиќ, добро вечер. Значи режисер и две актерки кои што секој од вас на различен начин имал живот, кариера испреплетена со тоа што е дело и секако Горан Стефановски сам по себе. Дали сте за тоа да прво ја одгледаме екранизирана колумната на господинот Сашо Кокаланов за тоа како тој го доживува Горан Стефановски и што е Горан Стефановски за оваа наша Македонија, па да ја отвориме вечерашната дебата. Одлично, може да. Што му може смртта на еден голем автор? Нему ништо. Уметноста ги чува своите великани во утробата на безсмртноста. Но нам останатите, дали биле негово семејство по крв, по соништа или по занаед, дали биле негови комшии или ученици, или просто уживатели на неговите дела и на неговиот уметнички бит, нам ваквата загуба не може се. Да не фрли во бескрајна тага, да ни остави огромна празнина во душата, да ни израсне грудка диво месо во грлото. Смртта е подла. Таа е демон што оперира од Дебармаало, па се до крајот на светот. Таа е црна дупка, бесконечен лед во место. Огнен јазик што ќе те дофати и ќе те изгори каде и да си, ако само реши. А Горан Стефановски, најзначајниот македонски чирак на Шекспир, кој вчера замина од овој свет во вечноста, веројатно би го додал и ова. Оставете тоа, смртта е пред се драматург. Вие гневни и тажни ќе плукате по нејзините драми и по ужасот што ви го предизвикуваат, а тој мирно ќе ве поправи. Не, нејзините драми се занаедски совршени. Зашто нема од неа повешт поставувач на стапици за нејзините главни ликови. Смртта е заплет, мокен заплет со изненадувачки крај. Имаме право да и бидеме лути. Уметникот секогаш умира недоискажан, но барем овој голем мајстор да го одиграше и третиот чин од неговата животна драма. Со 66 години живот, Горан беше на почетокот на третото доба. Неговиот ум задржа за себе едно чудо, несоздадени драми и заплети. Горан беше најславната личност од нашето мало. Кога бевме деца и ќе поминеше додека игравме фудбал на плочникот кај него пред зграда, викавме: еве го писателот на драми. Кога станав и самиот некој што живее од пишување, веќе знаевме и да застанеме на истиот тој плочник и да скршиме по некој збор. Дали за македонските работи, дали за медиумските работи, дали за малските работи. Дури кога запишав драматургија на катедрата на ФДУ, основана токму од Стефановски, разбрав дека нашата перцепција за Горан била погрешна. А таква погрешна ќе прочитати во едно чудо ин мемориам текстови денеска. Тој воопшто не бил писател. Професорот Сашко Насев, кој самиот го печел занаетот кај овој голем мајстор, не пропушташе предавање, а да не ни го пренесе најважното драматуршко кредо на Горан Стефановски. Драми не се пишуваат, драми се создаваат. Да се пишува е работа на писменост, да се создава е божествена работа. Горан Стефановски не пишуваше, не оставаше просто букви на хартија за да се читаат. Тој беше голем мајстор на драматуршкиот занает, создаваше драми, го пресоздаваше општеството за да го критикува, го пресоздаваше животот за да го слави.
тогаш, кога ги создаваше своите драми, тогаш Горан ја порази смртта. А оваа мачна, трагична представа што смртта ја одигра вчера попладне, за да ни го одземе неговото битисување меѓу живите, може да не фрли во тага, но е немокна да поништи ниту една слово од делото на Горан, ниту еден глас изговорен на сцена, ниту еден глагол од драмите што живеат. Ars longa vita brevis. Се покажа дека е така како што велеше Горан. Животот, за жал, има некоја своја азбука. Собитијата од кои е сочинет не се одвиваат според азбучен ред. Да, баш како насловот на онаа антологиска телевизиска серија што ја описмени мојата генерација, барем толку колку што успеавме да се описмениме. И животот е бушава азбука. Никогаш не знаеш кое слово ќе ти биде последно. Искрено не знам колку би му значило на Горан тоа што социјалните мрежи, интернетот, порталите денеска се преплавени со цитати на реплики од неговите драми или извадоци од неговите интервјуа. Па и ние дузина што нагрнавме да пишуваме колумни и омажи, коментирајќи ја сегашноста преку неговите мисли, или сеќавајќи се кога последен пат сме размениле некој збор со него. Јас последен пат го сретнав пред некој месец кај нас во Мало, на пешачкиот спроти Капитол. Или може би уште понепристојно и попретенциозно како јас во овој текст се расправаме со смртта во негово име. И од оние малку редови муабет што сме ги размениле, можам да претпоставам дека додека седат со бекет таму негде горе и си прават муабет за музика, не за драми, Горан се шегува на своја сметка дека конечно, барем на македонскиот дел од Facebook, застанал рамо до рамо со Дејвид Боуви, Меша Селимовиќ и со Пауло Коелјо. Болната вистина е таа, да го читавме Горан колку што денеска го цитираме, немаше да паднеме на ова дередже никако култура, никако општество, никако држава. Драматурзите се најискрени кога зборуваат преку своите ликови. Па ако се најде некој Димитрија денеска, со право ќе ни одбруси и се прди на смртта за вашите колумни и статуси. Може би доволно е само да се збогуваме. Онака, човечки, како двајца соседи. Збогум Горан, збогум комшија. Тоа беше колумната на Кокаланов, некако кажана во неа тоа што многумина и го почувствуваа и го зборуваат овие два дена, би рекле. Милица, со оглед на тоа што веројатно и најдолго овде го познавате и сте имале прилика да соработувате. Како ќе го паметите Горан? Многу тажно. Не имав таа среќа да играм скоро во сите негови драми. Не да неговите мисли претворени во зборови ги изговарав. Задоволство беше да се игра во неговите представи. Многу се, скоро во 7 негови дела имам играно, што на телевизија, што во театарот. Горан, голем човек, мудар, едновремено кроток. Горан, кој уживаше во македонскиот литературен јазик, сите говориме за кој сме, што сме. Ние сме македонскиот јазик, како што има запишано и мојата ќерка Искра Гешовска, Блаже Конески, Петре Мандреевски
и Горан Стефановски најмногу се грижеа за нашиот јазик. Се извинувам на другите, сигурно има многу. Овие се доминантните. Горан, кој ги сакаше луѓето, кој пишуваше за нивните несреќи, среќи. Горан кој ги обожуваше актерите. Мислам дека македонската култура загуби голема личност, театарот загуби голема личност, а загубивме и ние актерите. Силвија, вашето искуство. Како вие ќе го паметите Горан? Да, се согласувам со сето што го кажа господја Милица. Јас, за жал, немам играно во многу текстови на Горан. Се сеќавам дека кога го добивме дома дупло дно, јас онака скришно го прочитав, односно, веројатно, без да му кажам на Горан. Бидејќи беше дома текстот, си го прочитав и многу ми се допадна. Викам, Ненад, ова е фантастичен текст, многу е добар. Тоа е единствениот текст на Горан, каде што јас сум играла, или лажам? Не, сум играла уште во еден. Паоло Маджили, да. Тетовирани души. Така да, јас Горан го познавав од друга една страна, на друг еден начин, бидејќи со Ненад беа навистина многу врзани. Ненад играше во скоро сите представи, ги играше главните ликови, односно го играше Горан. Неговите главниот машки лик ги имаше ставовите на Горан. Тоа он пишуваше за себе на некој начин, ама тоа беше преточено преку ликот на Ненад Стојановски, покоен за жал. Многу пати сме се дружиле, сме оделе кај нив дома на гости, доаѓале тие кај нас на гости. Беше прилично неформален, беше онака убаво се дружевме. Многу му се допаѓаше како готвам. Се случуваше кога се преселивме од Карпуш. И они живееа во Карпуш, па се преселија во аеродром. Ние малку подоцна дојдовме во аеродром. Тој, кога ќе имаше нов текст, доаѓаше кај нас на ручек. Доаѓаше Унковски. Јас бев тука, нели, на услуга. Ненад и Горан ке седнеа на маса и онака уст гравче или што и да имав веќе подготвено, Горан ги читаше своите текстови, самиот. Така да ги презентираш? Да, го читаше од почеток до крај, тој и ги глумеше ликовите. Така да мислам дека веројатно сакал да биде глумец, но се разбира по-комотно, односно се чувствувал како писател. Повеќе можел да даде. Да, не те ги користел тие мигови кога можел да си го одглуми тоа што го така, и многу ми е жал што ние ја изгубивме таа врска после смртта на Ненад. Додуше тој уште и претходно се пресели во Англија и така полека се оддалечивме, меѓутоа покрај тоа што нели го познавав Горан како човек, останува таа нераскинлива врска со неговите текстови, драмски текстови, со неговите муабети. Така. Срđan во исто време и негов студент. Па да, ја во театар го немам работено ништо, на телевизија не се работувам, меѓутоа во театар немам поставено ни една негова пиеса. И долго време, мислам, стварно се прашав зошто е тоа така. Пред се морам да кажам дека како професор беше дури не можам да кажам ни збор и епитет кој може да го долови. Тоа ќе морам малце поише да зборам за тоа, меѓутоа сакам да завршам оваа мисла претходно. Значи, долго време додека бев помлад, да речеме, мисля дека не сум спремен за него.
Во последните 10 години, например, мислев дека сум спремен, меѓутоа во еден, што е многу тажно, што го кажам најверојатно, меѓутоа во еден момент сватив, викам, а за кого? Во еден момент помислив дека веќе ние не можеме да се доближиме до тој, како публика, како да се доближиме до тој голем универзум кој тој го имаше. Што мислам, јас кажам сега за мои лични чувства, не можам да зборам, можда не сум во право, тоа сакам да кажам. Меѓутоа ја мислам дека тоа ќе биде комплетно неразбрано веќе од таа маса на моќ што има во неговите дела. Дека тоа е дека ќе делува многу шокантно, дека не сме спремни веќе више да го поднесеме тоа. И заради тоа најверојатно во последниве 10 години секогаш кога ќе го препрочитам сум осетил потреба да го направам, меѓутоа сум како да сум наоѓал некако како некој ѕид пред мене да се појавува. И да велиште не сега. Не сега. Па не, кажам сега во моментот се не можам да... доцне. Не е рано е да доцне. Да. Како да кажам, јас сега вчера бев завчера ствари која дознав на проба бевме, со многу млада екипа на актери, феноменални актери, работиме представа и како да кажам, сега сум един човек што стварно бил генерацијски близок, поблизок. Значи, сепак ми бил професор и така натака. Меѓутоа, која видов атмосферата на пробата кај тие многу помлади луѓе што се, значи, 90, 80 и 90 родени, малте не во периодот кога Горан веќе е отиден скоро од Македонија, тогаш забележуваш колку губиш. Значи, ние сите знаеме колку губиме, да речеме, пошто јас сум пораснал со тие представи, со тие драми и така натака, сум пораснал со него како професор и тоа сакам да кажам, он е мојот театарски татко, буквално. Се што јам научено за театар јам научено од него. Да. И тогаш гледаш колкава е загубата, кога гледаш дека не е више лично тука. Го знаеме, па не, гледаш дека тоа е многу голема дупка. И не надминлива. Не се. Он беше човек кој што имаше неверојатен хумор, Мислам дека немаше реченица без хумор. Дури ако имаше некоја реченица беше само за да биде, како се вика, тоа поштапалица за хуморот што го имаше. Човек кој што несебично го делеше своето знаење, а беше огромно. Тоа е универзум цел. Дури сега кога се подсетувам кој изборав на супругата и тоа мислам дека беше баш пред ова, случајно го спомнавме нешто. Вика професор како ние во филмовите што ги гледаме како идеал за професор во филм што ќе го видиш, дека немаш таков. Ја мислам дека можда и не постои или ако постоел, многу ми е криво што други струки не може да сигурно да има таков професор. Вика Среđan дека случајно го спомнале со сопругата баш пред некој ден. Баш пред некој краток период Ана се заинтересира за текстовите на Горан, или после академија, поминале години, и бевме во подрум нешто бараше и ја најде Кула Вавилонска. И ја прочита и вика, мамо, ова е гениална приказна. Ова е, вика, мене не ми се верува каков текст. Вика, он пишува дека ние сме затворени, ова го пишува, вика, пред 30 години. Ние уште сме затворени. Ние 50 години не сме мрднале никаде. Од ова треба да се учи, ова мора да се постави пак. И го предлага на една млада режисерка, која што и рекла, ако најдеш на некој интересен текст, прати ми наслов, и го пишува тоа. Меѓутоа не отишла пораката, бидејќи не била на интернет, не знам, на сабајлето вика го вклучувам телефонот и ми стига порака дека починал Горан Стефановски. Она беше од памет извадена. Не е случајно. Не е случајно. Никако не смееме да го прескокнеме делот на Горан како автор. Зборуваме за имиња на дела кои што јас сметам дека поголемиот дел од нашата јавност и ги познава, имал прилика да ги одгледа во театар, можеби да ги прочита, и затоа не минам на прашањето за Горан како автор. Голем автор. Голем, и неговите дела, неговите представи што ние ги игравме,
не остануваа само тука. Јас да речеме диво месо секогаш го нарекувам педигре на нашата театарска култура. Тоа е дело кое е неповторливо. Ние одевме и на Стерино, и низ сите простори на бивши простори на Југославија, секаде со овации, со неверојатно нешто. Не знам што да кажам. Јас сега деновиве особено ми доаѓаат емоции за она што сум го играла. Зар е можно тие зборови негови јас да ги кажував, колегите мои, сите. Неговите текстови правеа ние да станеме едно. Тоа ние во театар знаеме што значи кога има раскол, еден вака, друг онака. Не, овде станувавме едно. Неговата тема не даваше да секој да држи своја страна. Не. Голема штета, голема загуба. Горан е автор кој што беше многу податен за актерска игра. И не е ни чудно, затоа што е Горан скоро да е роден во театар и цел живот е во театар. Ќе те прекина малце. Горан, јас прв пат кога го запознав, спремавме еден физички театар, ништо се викаше Копит, од Копит, и Унко режираше, нешто имаше некој ангажман Унко, а Горан редовно доаѓаше на нашите проби. И се чуде, викам, не го знаев. И Унко еден ден му вика, ај замени ме. Јас се изненадив. Никогаш нема да ги заборавам тие, дали една или две проби беа, кога Горан ги водеше. Така дискретно, така ненаметливо. Он не се... Јас ви режирам. Не. Чуден човек, чуден, прекрасен. Повели Силвија, ве прекинавме. Застанавме Горан како автор. Си ја загубив мисла. Да, сакав да кажам, ќе се повторам, значи Горан беше многу лесен за актерска игра. За актерска игра, значи тие реплики што ги пишуваше не беа она километарски реченици, беа сочни. Да, беа животни. Јас сум се сетив сега на една случка кога бевме кај него дома и не знам кој текст го пишуваше он тогаш. И влеговме во неговата работна соба, нели што беше неговото бюро, и гледам имаше на зидот закачено некои ливчиња. И викам, што е ова? Вика, тоа се сцени од новиот текст. Викам, зашто се вака? Па вика, затоа што ги преместувам. Нели сега со компјутериве тоа е полесно. Да, малку е поинаку, технологијата е отида другачие се работи, меѓутоа многу ми беше интересно што нели јас кога би пишувала, би избришала, би не знам со стрелки би ги местила, а вака он ги имаше пред себе, така да мислам дека он ја имаше кога ќе го завршеше текстот, он ја имаше целата представа веќе видено. Онака одиграна. Така. А има уште нешто. Добро, попосле ќе кажам. Ајде. Срđan. Ајде, да не прекинувам. Јас често знаев да му се налутам на Горан. Зошто? Затоа што женските ликови во неговите представи се многу помали од машките. И тоа помлада така се лутев, викам во првите, зашто повеќе текст не ми даде. А потоа ми стана многу драго, затоа што он пружаше шанса да влезам и јас, да го надградам тој лик,
После не се лутев. Не се лутев. Имало зошто е тоа така. Срđan, Горан како автор, иако претходно малку кажа за тоа, како го препрочитуваш и се просто замислуваш дали е сега време. Да, он, знам на предавањето инсистираше на тој занает. Он беше уверен дека скоро секој може да научи да пишува и теоретски тоа е така, да речеме. И он тоа мислам дека го има завршено со Дивомес. После тоа мислам дека него воопшто не го интересираше тој занает за кој што сакаше нас да не научи. Што е генијално, што морам да признам дека е врв. Бидејќи стварно до еден момент занаетот е важен за да можеш да го срушиш. Меѓутоа поетиката што имаше после во другите дела, после Дивомесо е многу моќна, многу возбудлива и е голем предизвик. Негде прочитав некој го спореди со Сем Шепард. Као вика европскиот Сем Шепард, пошто најверојатно нема друг, затоа што имаме еден амерички, нели? Имаше моќ да направи слика. И затоа актерите го обожаваат. Пошто ја од оваа страна сум бил, од таа страна сум бил и сум пишувал, сум глумел и сум режирал и сум пишувал и знам точно дека кога репликата визуелна е, значи имаш точно можеш да ја пренесеш емоцијата. И тогаш се создава една таква синергија меѓу екипата и затоа Милица го кажа тоа генијално дека вие работевме како еден, затоа што толку е силна таа синергија меѓу која што ти создава таа слика и таа драматургија, таа поетика што имаше Горан, што ти не можеш да избегаш од неја. Значи тоа е стварно збор за тие златни времени генерации нормално на македонскиот театар, кога зборуваме и за Унко и за Горан и за сите представи понатака. Меѓутоа и за таа синергија актерска која што зборувам, во синергија театарска пред се нормално и актерска, меѓутоа да не е Горан со тоа врзивно ткиво за кое што зборуваме, со таа моќен диалог и моќна мисла, тоа не може да се задржи така. И затоа е многу важен за овој театар, ако не е најважниот човек за македонскиот театар. Независно дали имало претходно, после тоа и така натака, меѓутоа он е столбот на македонскиот театар. Сега можда нема да ни се допадне што тоа е многу доцна, пошто ние мислиме дека сме стално многу стара нација. Меѓутоа, столбот е толку точен и добар, што човек знаеше да го сублимира беќето една реченица. Баш така, да. Човек што ќе го сублимира беќето една реченица и при тоа да биде духовит. Тоа нема театарчар на кој нема да се поклони. Например, Пинтер го обожавам, Пинтер е добитник на Нобелова награда, меѓутоа ако треба да бирам во диалог поготово или така, помеѓу Горан Стефановски или Харалд Пинтер, ја губи играта. Да, Горан, мислам, сме имале нели допир со разни текстови во театар, ние како глумци. Ненад имаше баш го срочи тоа проблемот што понекогаш се јавува. Вика, мене текстов што треба да го изговорам ми е пречка да ја соопштам мислата, односно намерата, односно за што се работи. И кај Горан тоа го немаше. Кај Горан немаше вишок реплика, немаше вишок збор. Немаше потреба да се крати или да се додава. Се беше јасно. Затоа велам, значи он кога ќе го завршеше текстот, тоа веќе беше готова представа. Се разбира дека преизведбата е нели тоа што он го мислел и потоа се надоградуваат кога се прави ремейк на некој веќе поставен текст. Тука имаат нели разни идеи, разни режисери, актери. Баш беше тоа, кај Горан немаше ништо вишок. Се беше на место. Немаше Затоа и не премногу даваше да се скрати нешто. Јас имав една реченица кај што требаше да... тенџеринјата крчка цела ноќ. Горан ми пречи ова да го тргнам. Не, тоа е многу добро.
Не даваше збор, затоа што вели Силвија, се е измерено, се е Се на избројано. свое место. Точно е. Он знае зошто го Мислих на напишал. нешто, кога после години и години се повторно се поставуваше Лед во место, овој пат во Драмски театар, и Горан беше дојде на некоја проба, не знам, 10 дена пред премиерата, и гледа, и вика, па ништо не е скратено. Па ова ја да го правев, па ќе искратев некои сцени. И режисират Љупчо од Битола му вика, Горан, што да скрата? Ова е како икони се вика, сите сцена по сцена. Не можам да скратам ништо, ама бе вика почит кон автора, ама до волкули. Так. Да, беше духовит, беше срце беше. Имавме прилика овие 2 дена како што сите сме овде свесни, нели да читаме статуси, нели колумни и така натаму. Овде на вистина може да дојдат многу луѓе, нели се обидовме, ве поканивме вас тројца, што не е особена чест. Ацо Поповски беше исто така, поточно еден од нашите соговорници кој што одговара на неколку прашања за Горан како негов нели поранешен соработник. Колегата Чаловски го направи тоа интервју со Ацо Поповски на Skype, па и во наредните неколку минути за тоа што е и кои се Ацо и Горан во личната релација. Македонија за среќа има еден широк спектар на луѓе кои што можат да говорат за значењето на великанот Горан Стефановски, за начинот на кој што тој твореше. Многумина ќе кажат дека Горан не напушти, бидејќи овде се неговите дела. Еден од неговите соработници е токму реномираниот режисер Александар Поповски, со кого остваруваме Skype комуникација. Господине Поповски, јас би почнал од она што е вистинското, она што е личното. Пред се би прашал каков беше Горан Стефановски. Прво би сам воопшто да правам ретроспектива и да ги некако особено впечатлуци за Горан е прво една непријатна ситуација за мене, мога да кажам, кога ми представа голема тешкотија, затоа што не сум подготвен на некој начин да ставам цртата да кажам Горан беше таков и таков, за мене Горан се уште е. Да зборам лично за него е како да зборам за самиот себе си, бидејќи Горан за мене нешто што беше првото мојот почеток и моето љубување во театарот е поврзано со Горан Стефановски со представата Било месо. Не знам колку години сум имал, нека бев основно училиште, кога прв пат ја гледав представата во Драмски театар, во режија на Слободан Унковски, прв пат ги сретнав и луѓето на сцена, како што се Нена Стојановски, Благоја Чуревски, Милица Стојановска, Ацо Ѓорчев, Мето Јовановски, Снежана Станевска. Значи, тоа остави толку силен впечаток на мене и таа приказна и Било месо и се што таа представа носеше една неверојатна за мене тогаш и нејасна сила, која што всушност и многу влијаеше да воопшто решам да се занимавам со оваа професија за која што се занимавам. Всушност Горан е мојот, како да кажам, театарски чичко. Ние станавме на некој начин родни, на тој ми пишуваше внучко мој, јас му се обаѓав со чичко, така да тој стана на некој начин мој театарски чичко. Сега ќе ве насочам во една критичка мисла кон општеството. Дали Македонија знаеше доволно да го цени Горан Стефановски, неговиот опус на дела и сето она што тој го има создадено? Горан, сега кога ќе погледнеш и по мрежи и по она што луѓето го постираат, ќе видиш колку многу реченици, колку многу
цитати има од Горан кои што ние всушност сме ги користеле во сите овие години. Тоа само зборува дека оставил еден сериозен траг во изминативе 40 на години во кои што се занимава с творештво и дека е навистина човек кој што успел да го фати духот. Јас секогаш кога сум размислувал за некој наш идентитет, за некои работи кои што секогаш сум размислувал, морам да признам, на Горан и на неговите дефиниции. Бидејќи по мене на еден најубав начин ги спојуваше она што ние сме, митологијата, приказните, бајките, Алтана, Силја Штркот, сето она што, да речеме, некој наш духовен идентитет и го преместуваше на преубав начин во модерно. Горан не беше човек кој што патетично ја третеше темата, туку напротив и даваше еден модерен призвук и ја подигна универзално. Јас само мислам дека многу повеќе треба да ги почитуваме вредностите кои што навистина ги имаме, бидејќи видите колку тие недостатоци, неговото заминување остава сериозна, прави сериозна дупка во нашето општество. Господине Поповски, знам дека со Стефановски имавте прекрасна соработка на професионален план. Вие ја работевте Диво Месо, ја работевте Одисеј, имате уште неколку заеднички соработки, но има ли нешто што може би останало несработено или нешто што останало како желба да се работи, а е од опусот на Стефановски? Видовме во Охрид, изборувавме за еден проект кој веќе години назад го сонуваме, а тоа е во Македонски народен театар да направиме мюзик македонски дечаги. И се смеевме, слушавме песни, најмногу да слушавме 3 години стана како ме зафана. Мачи твојата љубов, начинот на кој таа се пее, се игравме со тоа дека тоа е дека звучи како да е некоја јапонска песна со тоа назовно пеење. Горан сакаше музика. Горан е моја енциклопедија за музика. Мислам, Горан е на некој начин мој стварно татко во театарот. Мислам, сега летово ми кажуваше, зборевме за Ристо Стефановски, говоревме и се чудевме на неговата виталност и на неговата моќ. И Горан, како и секогаш, знаеше да ги извртува работите и вика, знаеш кој е тајната на долгиот живот? Кој е? Па вика, мора да си намигнеш од Сабајле, во огледало, кога се видиш, намигни си, вика, и тоа помага. Се надевам дека наистина дека Македонија ќе знае на достоинствен начин и на една да одаде почит и значење за овој човек. И дека македонска држава и Министерството за култура и културните работници дека сега ќе, мислам, ние кои што наистина пиевме од тие негови зборови, ќе да се одолжиме и дека ќе, мислам, знам дека спомених во момент не значи ништо и дека така, ама така отиде ненад и нема никаков траг. Добро, јас ви благодарам што одвоивте време, што одвоивте простор токму за овие зборови и ви посакуваме пријатен престој во Словенија. Фала многу. Да, така, тоа беше Александар Поповски. Токму последниот дел од овој разговор ќе го префрлам сега овде, за тоа колку Македонија го почитуваше, ако го ставиме на пиедесталот дека тој е всушност македонскиот идентитет и некако најбаво ја раскажувал македонската приказна, колку Македонија беше или е се уште во позиција да му се одолжи и што е тоа што од сега може би треба да правиме за да му дадеме уште поголема благодарност на овој човек и неговите дела. Последното да го кажам дека треба многу почесто да се играат неговите дела. Мислам дека тоа веќе има голема пауза, а дека го почитува Горан, говореше тоа што неговите представи секогаш беа полни
публиката не сум сретнала досега сограѓанин или било кој друг македонец да не знае што е диво месо. Популарноста на неговите дела говори за значењето кое му го оддаваше и Публиката. публиката воопшто. Силвија? Служувам, Горан беше почитуван и е почитуван. Не можеш да не почитуваш таков автор. За жал, државава имаше друг проблем. Државата не се почитува, нашата држава не се почитуваше себе си како држава. И така работите почнаа да одат некако надолу. Тоа е во прилог на ова што Срđan го вика дека сакал да може би неколку пати да постави Горан, текст на Горан и Но се прашал за кого, затоа што мислам дека многу долу сме отидени, наместо напротив да се качуваме нагоре, ние паѓаме се подолу и подолу. Како критериум театарски. Горан многу фалеше кога си отиде од овдека, он си отиде некаде 93-та, 4-та ми се чини, нели? Малце покасно. 95. Така нешто. 94-та, 95-та, не знам. Вика, мојата жена е од една јака организирана држава на свое место, нели? Патриша е англичанка, неговата жена. Јас немам право да ја вовлекувам во овие глупости што се случуваат во мојата држава. Она има држава. Јас ќе одам таму заради неа и заради моите деца. Така да, фалеше Горан многу, но секогаш кога ќе дојдеше тука како да така го освежуваше просторот. Мене ми е многу драго што јас бев кратко време директор на Драмски театар 2 години и се случи да Драмски театар му нарачавме текст од Горан Стефановски и резултат на тоа е Демонот од Девармало, кој што го режираше Унковски и мислам дека е тоа така последната соработка на Горан и Унко во Драмски театар, каде што всушност и започна нивната приказна. Срđan, Македонија и Горан. Знаеш како, кој што би рекол мојот брат, очевидно иста класа сме студирале. Братучец, да. Знаеш како, Горан имаше, пак ќе кажам, Горан имаше многу невиден смисол за хумор. Кај него немаш, знаеш, ронка патетика. Дури он знаеше да го употреби, ако му требаше некаде патетика, увек беше ставено во некој циничен контекст, некоја будала, тоа го кажуваше као карактер зборам. Горан беше рок-н-рол човек, да се разберем, он нарасте на Битлси, на Стоунси, и таа приказка. За него не постоеше држава. Држава е тоа што е. Тоа е само организација на која ти му даваш пари за да ти биде животот подобар. Оваа држава не може ништо направи на таа тема. Да се разбере. Ние мислам далеку сме од тоа за да помислиме дека оваа држава може било што да направи и тоа ако проба да прави ќе го пропасти. Можат луѓе да направат нешто. Државата оставите. Мислам ние сме како да ви кажам, многу е и тоа е, ја мислам дека неговиот концепт за држава беше нормално дека ти пречи кога гледаш дека луѓе страдаат околу тебе, твои сограѓани, твои колеги, твои и така натака. Меѓутоа, тоа е само ради руинирана организација, односно неорганизираност на нешто што постои сега. Тој знаел како било претходно што е држава и после тоа видел дека е прашање колку може да има држава и затоа и заврши кај што заврши, односно ти да негде кај што таа организација е подобра, кај што може да се живее. Меѓутоа, Горан Стефановски е граѓанин на светот. И не само граѓанин на светот, него он е духот на светот, мислам. Он стално ја кажуваше, ја обожаваше таа мисла на, како се тоа, лого на зелените, мисли локално, делува глобално. Тоа беше за него Македонија. Значи, ти не можеш да ги знаеш проблемите на
американците или на јапанците па да пишеш драма за нив. Ти пишеш затоа што тие луѓе тука ги знаеш. Ако си се преселил, ако живееш на друго место, ќе пишеш за другите луѓе кои што ги знаеш најдобро. Он го сакаше менталитетот, он го сакаше духот, он го сакаше Дебар Мало, он го сакаше Да, затоа велат Горан е идентитетот. и така натака. Па ја веќе почнам да се плашам од тој наративен идентитет кој што више толку стално е напорен и заморен со овие години. Не сакам да го користам терминот, пошто ме плаши мене малце. Значи јас зборам за нешто што е така, што е убаво како приказка. Звучи патетично. Па звучи патетично нормално. У тој контекст зборам дека он си го сакаше си ги сакаше луѓето околу себе, кои да се. И тоа е тој хумор кој што можеше да го спроведе. Тој затоа можеше да го, како се вика, да го спинува тоа витештво што го имаше од Британија со дебармалското витештво, да го направи, да го стави у иста линија и да работи да функционира толку драматично. Само дебармалското и само британското не се само тоа, а ова е нешто многу по-универзално, многу направи миксот. Затоа кажам дека он беше граѓанин на свет пред се. Ова друго, ја мислам дека го гледаше као обична организација, неорганизирана организација. Неорганизирана. Имаме ли, Милица, омилен лик во сите тие силни представи кои што ги имате одиграно? Не само ликовите кои што сте ги играле вие, туку генерално во се што е негово дело омилен лик. Има. Како не? Сите. Женски или сите. машки, Милица? И машките и женските, сите се прекрасно напишани. Некој што особено се издвојува? Особено да речеме, мене многу ми се допаѓаше она идеја на Унко да направи 3 Јакова во дупло дно. Тоа беа многу јаки ликови со разни состојби во општеството, во главното општество во власта, кој што Министерството за култура како ги третираше. Многу јаки. Сите, не можам да издвојам дури други така. Овие ми се најдрастични. Така. Силвија? Ке заборавив да кажам нешто, а сакав уште од кога тргнав од дома, се стави во глава дека сакам да го кажам. Вчера ми се јави Паоло Маџели, кој што слушнал дека Горан починал и беше многу потресен. Јас не знаев дека они имаат некоја конекција, ми објасни дека се знаат уште од времето кога Горан бил на студија, односно на постдипломски во Белград, дека имале многу разговори, многу ноќи поминати заедно и дека никогаш не ја изгубиле таа врска. Паоло ја режираше Тетовирани души во Драмски театар и тоа беше прв пат произведбата на представата не ја режира Унковски, туку некој друг режисер и направи многу убава представа. Навистина многу беше јака, многу беше јака Тетовирани души. И Испсу, Паоло, така он е многу емотивен или типичен италијан. Вика, ти смрт да ти, И вика, умре последниот македонски интелектуалец. Ајде тоа. Маџели дојде да режира друга представа и кога му го покажа делото на Горан, оберучки го прифати и направи извонредна представа. Так. Срđан, бидејќи се уште си намисла кое дело би го поставил, можеме ли барем лик да издвоиме? Па не, јас сум режисер сега. Ако ме викне режисер да глумам, онда може да се мислам за ликове. Не, мене ми е омилена Црна дупка. Сега како да кажам, може да се у контекстов некако и се поклопува, меѓутоа од секогаш ми била Црна дупка као пиеса највозбудлива за работа, може и поради сензибилитетот или така натака. Баш заради таа дупка. Он стално го кажуваше тој геврек и дупката на геврекот, за кој вие од драмски стално сакавте да го се качувате на глави, да го добре, да не го користам, али стално така малце со цинизам збореа за тоа. Али факт е дека таа
дупка го прави геврекот геврек. И од тука тргнам со таа црна дупка. Ние не можеме сега него да го дефинираме, затоа што он беше таа дупка у геврекот. Затоа беше толку голем. Затоа лесно да го дефинираш лепчето. Ама тешко е све околу лепчето да... Иначе е кифла, така викаш. А секогаш неговите ликови беа испишани како дупката. Тоа беше убавото. Ти мислиш дека цело геврече ќе го изедеш, а уствари ја играш. Пошто репликите беа како геврече вкусни, а улогата беше дупката на геврекот. И тоа беше едноставно. И затоа беа толку возбудливи и толку живи тие ликови. Што и да кажат? Што и да кажат тие ликови, секогаш им веруваш, он го кажуваше тоа што ти би сакал да го кажеш, а никад нема да можеш да го срочиш. Затоа се тие ликови такви живи, затоа ние го сакаме, затоа се тие цитати. Гледам дека многу луѓе нешто така се вознемируваат на тие цитати, подобре да ги има тие цитати, па макар и не прочитана ни една книга, или бар искористен еден цитат, отколку ништо. Затоа што се големи, затоа што се животни, затоа што се наши, затоа што се дел од нас. Затоа што сме тоа ние. Да. Кажано со многу обични зборови, што вака ќе те плеснат во лице. Кои што се затоа се приемчени. Да, јас сака вечерва да се вклучиме и со тоа што е драмски театар кој што каде што треба да се случи комеморацијата, која што не знаеме се уште кога ќе биде, нели ќе очекуваме официјална информација. Се прострои по социјалните мрежи, пред се би рекли иницијативата театарот да го носи неговото име. Тоа ќе оди нели во процес на обработка и доработка и да видиме нели на крајот што е тоа што би рекла во оваа ситуација најмалку можеме да направиме после ваквата силна загуба, односно кога ќе замине мајсторот што е со куќата. И јас ќе ви се заблагодарам што вечерва бевте со нас и што ете со неколку прашања се обидовме да ги искажете своите импресии и сеќавања за големиот мајстор Горан Стефановски, кој сигурно знам дека ќе остане незаборавен. А ние вечерва дадовме и мал допринос кон тоа. Ви благодарам, а на крајот ќе одиме со тоа што колешката Джугуманова го одработи, а станува збор за материјал во кој што прави еден кус преглед на тоа кој се и што овие денови зборуваше за големиот Горан Стефановски. Јас ќе ви се заблагодарам овде на вниманието и се гледаме повторно за 7 дена. До тогаш, довидување. Нема некој што подобро ја опишал Македонија, и тоа хируршки прецизно. Ова е еден од безбројните написи на социјалните мрежи со кои граѓаните се простуваат од драмскиот маг Горан Стефановски. Во друг напис стои: чувството што го споделуваме вечерва, тоа е идентитетот. Вечерта на 27 ноември кога почина, социјалните медиуми се преплавија со негови зборови, пораки за тој да не биде заборавен, линкови од негови интервјуа или представи. Се споделуваше и буквата Г која во духот на бушавата азбука сега веќе стана Г за Горан. Граѓаните и натаму не престануваа да апелираат да му се оддаде должна почит, да се преименува драмскиот театар во Драмски театар Горан Стефановски, да се прогласи национална жалост, да се избере ден на Горан Стефановски, да се врати името на улицата Мексичка во Дебармало, да се огласат надлежните институции и достојно да му оддадат почит. Граѓаните преку социјалните мрежи апелираат и огнени јазици веднаш да се врати на репертоарот на Драмски, едно од последните ремек дела на кои што работеше тројката Стефановски, режисерот Слободан Унковски и Златко Оридјански како автор на музиката. Замина мајсторот, пишува сценаристот, писател и критичар Томислав Османли. Тој раскажува дека Стефановски ќе се памети по сјајните драмски текстови, драматуршките учења, малите и големите стапици во неговите драми и сценарија, по генерациите студенти и автори кои ги произведе, по преродбата на македонскиот фолклор и по неговото доближување кон новите генерации, но и по неговиот рокерски сензибилитет,
По текстовите на Лепи Сол, младешкиот сон во кој Битлс и клубот на осамени срца на Сарджент Пепер во неговиот лонгплей. Осман ни заклучува дека сега сме жестоко посиромашни за уште еден великан, кој со своето присуство го облагородуваше делникот. Има таму некое дебармало во кое средевечното лето, седејќи покрај Охридското езеро распослано од тафталиџе до Идадија, говори, грицка плашки, се насмевнува, пие ракија и испраќа пораки дека сме такви какви што сме, летачи во место, богати во фолклорот, скудни во произведувањето државници и визионери, заложници на духот на слободата, на проклетството на историјата, раскошни во пцовките и во љубовта, во страста и во омразата, во храброста на делникот и во дуплите дна на историјата, летачи во место, жртви на црните дупки, луѓе со тетовирани души, но и со висока верност, поделени меѓу истокот и западот, актери во нашиот вечерн истерн, повремено актуализиран како крвава приказна, како драма и како трагична фарса со кој сме вековно богати меѓу народите и културите на Стариот свет и полуостров. И поради допирот до публиката и поради успесите, но и поради тоа што важеше за исклучителен познавач на англиската книжевност, особено на делата на Вилијам Шекспир, не изостануваат и таквите споредби. Дека македонската драма го загуби својот Шекспир, пишува професорот, преведувач, поет и теоретичар Владимир Мартиновски. Актерот Сашо Тасевски пак пишува: "Она што Шекспир е за англичаните, Горан е за нас, големо парче од нашиот идентитет." Актерот Ѓорги Јолевски пак пишува дека заминел кај Шекспир, Бекер и Чернодрински. Актерката Синоличка Трпкова споделува фотографија од која заедно со Унковски и Стефановски, подсетувајќи се на бушавиот буквар и на времето кога Стефановски посакал тоа да биде буквар на љубовта. Режисерот Срđan Јаничиевиќ пишува: "Ако нешто научив за театар, научив од него." Новинарот Сотир Трајков го нарекува амблем на македонската драма. Преведувачката од англиски Јасна Шоптрајанова порачува дека тој е идентитетот. Еден прашува како да им објасниш на оние кои не знаат кој е Горан Стефановски. Друг загрижено констатира: заминуваат Илјоски, Крле и Чернодрински на оваа генерација. Кои се новите? Професорот на филолошкиот факултет Милан Дамјановски пишува дека Стефановски е меѓник на современата македонска култура, според кој сегашните и идните генерации ќе ги мерат своите достигнувања и уназадувања. Собственикот на Авалон продукција Бобан Милошевски подсетува дека токму Горан е кумот на легендарната рок група Лепи Сол, за која воедно има напишано и голем број текстови, меѓу нив и текстот за Таласна дружина. Милошевски порачува и дека жали што многу од новите генерации нема да имаат Горан Стефановски на своето време. Тој воедно се подсетува на концертот на Боб Дилан во Скопје, за кој Горан од Англија специјално долетал и веднаш потоа заминал назад во Кентербери. Ми беше чудно, лицето му беше озарено како на најсреќен човек на светот. Ми рече: 8 пати сум го гледал Дилан во Лондон. Викам: па што дојде во Скопје ради тоа? Горан рече: па не, што за го гледаш Дилан во Лондон, што се да го гледаш во Скопје? Милошевски порачува дека Горан бил добриот интелектуален дух на Македонија, земја за која што, како што вели, е на толку јадно ниво што ликови како Горан овде се неупотребливи. Горан даде се за Македонија, а не зеде ништо од Македонија, пишува тој на Фејсбук. Јован Костов, креаторот на јазичната Фејсбук група Пуздер правам од македонскиот јазик, пак подсетува дека Стефановски беше особено значаен и за македонскиот јазик. Горан не се споредува со никого, Горан се доживува. Со него и со неговото наследство се живее цел живот. Наследството на Горан е наследство на цел еден народ. Горан не правеше пуздер од јазикот, туку со јазикот. Драмски театарот кој ги одигра речиси сите негови драми и уште поважно забележа огромни успеси, се простува со негови зборови. МНТ порача дека великаните не заминуваат. Не можеме да бидеме поголеми од тебе во зборот и затоа ќе те повикаме тебе со твоја реч. Уште си тука зад кулиси, само излезен на пауза. Кажи ни дека нема смрт.
Замина токму кога сите го очекувавме да се врати со неговото продолжение на бушавата азбука и да облагороди уште многу млади генерации. Замина кога очекувавме некој нов текст, како што со нетрпение возбуда, секогаш очекувавме дека Горан пишува нешто ново. Не, Горан не замина. Великаните остануваат за навек. Авторката и новинарка Мимоза Петравска вели дека од Горан Стефановски научила да ги поставува прашањата што сака да ги постави, а не оние што мислела дека требало да ги постави. Во интервјуто со него, таа што го споделува, Стефановски открива дека не го бивало за фудбал, за пресметување проценти, дека никогаш не положил возачки испит. Раскажува дека Кавка му го променил животот, дека ги сака Тарковски, Фелини и Бергман, дека чита книги за Византија, дека К-15 го засмеваат, дека сака да патува, но дека сака да си најде куќа во Македонија со двор во кој што ќе може да чува кокошки и од кој ќе се гледаат тополи. Стефановски во интервјуто зборува дека сака музика и дека има илјадници компакт дискови и дека обожава да трупа музика како што вели и не жали пари за тоа. Вели дека сето она што го собрал ќе му треба 3 животи за да го преслуша. Зборува и дека бил голем љубител на сарми и костени во октомври. Дека бил мераклија на дебармалските песни од репертоарот на баба му и дедо му и оние на Кирил Манчевски и Александар Сариевски. Посебно Јано Мори Севдалино. Во една прилика во Шведска бевме собрани една интернационална дружина, па некој кажа ајде секој да запее нешто за душа. Песна која го одразува чувството за припадност, за дом. Па јас си ја запеав таа. Се разбира со затворени очи. И пак ако ме прашаат, пак ќе ја запеам истата. За жал, никој веќе не пее. Сите се иронични и мудри и молчат во мрачни клубови, затоа што и не може да се разговара од жестоките звучници. На крајот на интервјуто, Стефановски додава: "Каков крај ви се молам, с краја било, се е безкрај." За празниците со ништата се остваруваат. Споделете ја празничната магија со сите оние кои ви го топлат срцето. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистар. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината.
Оној добро познат звук. Звукот на пелистарка. Само за вас, од 26 ноември до 9 декември, купувајте со Поен плюс картичката на Тинекс и добите 3 пати повеќе. Кулен со лета 1 килограм 409 денари плюс 400 поени. Сет од 4 негазирани води изворска 55 денари плюс 100 поени. Флажни марамчиња за домаќинство Глос 75 денари плюс 100 поени на вашата Поен плюс картичка. Една картичка без број привилегии. Мој Тинекс клуб. За празниците со ништата се остваруваат. Споделете ја празничната магија со сите оние кои ви го